теоретска шанса да бидат и петти, може би да бидат и седми, зависно од тоа како ќе одиграат фудбалерите на Башкими утре против Пелистер Битола. А може да бидат петти, ако победа денес против Струга. А во меѓувреме само би да видиме една шанса на стартот на второто полувреме и 36-та минута погодок за водство на екипата на Арсими. Сонце сега ги огреа фудбалерите на двата тима на почетокот на вториот дел. Продолжува нападот. Булатовиќ, добар дриблинг, ево в центар, што чиста ситуација и 1:0. Ако немало офсайд, ево е тој момент. До тука е се во ред, се е коректно. Ево го моментот и чинам дека за покажува Ристовски дека чекал и да видиме сепак имало офсайд. Пелистер дека продолжува да биде опасен након противничкиот гол. 24-та минута. Ивановски со глава над голот. Сега се отвора нова позиција. Има ли повратна? Има, еве шанса и 1:0. Убаво вратена топка, погодок на екипата на Пелистер Србијанац. Очекуваше повратна, го истрча овој напад до крај. На тој меч во Струмица овој судија покажа 7 жолти и 3 црвени картони. Но ова е сосема поинаков меч и еве го водството. Стоилевски убав центар шут и еве 2:0 Величковски. Обстанок во лигата. Еве можност за Величковски. Тоа е 3:0. Талески. Убав центар шут и еве погодок. Талески. Антовски. Еве можност и погледнува на часовникот Смоквоски. Ке дозволи да заврши оваа акција на Брера, веројатно. И сега Михаилов во финишот и 6:0. Обид на пеналтикот да биде проиграна, дали беше тоа Софијановски, не успеав да забележа, но во секој случај можеше од ова да се изроди една посериозна акција и ситуација. Софијановски сега продолжува нов центар шут и 1:0. Пелистер го победи Башкими со 1:0. Во 8-то место на табелата и во Баржот игра против Скендерачиново. Ебе обитота свртување. Имало офсайд. Беровиќ. Уште еднаш. Беше близко до топка, да, нема дилеми. Прецизно. Видео асистентите при оној поништен погодок на Николич во 23-та минута и при досудениот пенал. Еве сега нова ситуација, чиста позиција, 90 минути во Ѓорче Петров на затворањето на сезоната. Нов корнер на првата статива, одново мешаница, одново не успева да отстранат и одново Гуереро, овој помалку од 18 минути. Забележувате Силекс со каков притисок сега. Не сака да се помири со пораз. Може ли Мирчевски сега? Еве повратна, има ли позиција за шутината му? Премногу се комплицира, меѓутоа има погодок. Во еден од последните напади фудбалерите на Македонија Ѓорче Петров. Топка во 16-тникот. Галевски прифаќа, бара пенал. Има пенал. Може би беше проверката, но тргнува Ајдоган и става точка над преварот. Мануелов не успе да исконтролира оваа топка. Кере му ја одзема, Лавал таму покрај Белица, веднаш на прва и каков погодок од 20 за Гуел. Десно треба да е Миловановиќ.
Повторно за Куел, доаѓа топката до Стојковски, 2:0 за екипата на Тиквеш, надвор од 16-сетникот. Дори не му се веруваше на судијата Владимир Ѓорѓиевски дека е можно вака да интервенира, па и од спротивната страна на не важи жолтиот картон, туку ќе има исклучување, како опомена за одбраната на Работнички. И сега сила тука, голема грешка на одбранбениот ред на противникот се, но секако 4 добри сезони во кои што беа во топ 8, реков претходно една 6 и една 8 во овие 4 сезони. Добар центар шут Мухамерем, меѓутоа не се минува така лесно во одбраната, повторно ќе мора сега од спротивната страна. Маноилов остава за Николовски, одличен удар, брани Стековски, повратна и еве конечно Белица погодува. Мала резултатска утеха за тетовчани. Еве напад на Вардар, 4-4. Еве можност, Јанкулов и автогол! Води Вардар 1:0. Да видиме кој е автор на автоголот, дали е тоа Јети. Се радуваат фудбалерите на Вардар, Цветковиќ и Омер Агич, двајцата напаѓачи со комитите на западниот дел од стадионот во Скопје на арената Тодор Проески. Јанкулов нафрли. А да видиме кој е играчот кој запиша автогол, тоа е Јети. А Јети со автогол. Со повеќе падови отколку успони, па оваа сезона е она вистинската, шампионската. И еве сега нова можност за 2:0. Голчиште на Закарич. 36-та минута, 2:0 Закарич. И слави со комити таму на западниот дел од арената Тодор Проески за Горан Закарич, 11-ти гол, 4 против Шкупи, по 1 против Пелистер, Работнички, Брера, Тиквеш, Башкими, Силекс и на листата ја придодава и Шкендија оваа сезона. Закарич, кој има 60 прволигашки настапи и за него е вкупно 22 гол. Во македонскиот фудбал 69 настап вкупно за Вардар, 22 гола, 12 асистенции вкупната статистика. И од овој агол, навистина велам, Љатифи Талески. Љатифи Талески брани! Останува 2:0. Меѓутоа ќе се повтори сето тоа. Љатифи, концентрација, Талески повторно брани! Неверојатно! Добра топка десно, Јанкулов има многу енергија, Јанкулов, убав центар шут и еве можност и отвора, тоа е Николов, 3:0. Николов, голгетерска реакција, 81 минута, асистира Јанкулов. Каков меч за Вардар против Шкендија. За Јанкулов ова е 5-та сезонска асистенција и Николов стигнува до гол.
на мечот против Шкендија, негов четврти сезонски, прв против Шкендија, има против Арсими, Македонија, Ѓорче Петров и Башкими и уште еднаш Николов голот на маестрален начин. Тетовчани тргна со обидите на Мазари и Љатифија, потоа по акцијата на Јанкулов, Ајетовиќ запиша автогол, а Закарич во 36-та минута зголеми на 2:0. По вториот дел Шкендија доби пенал во 68-та минута по стартот на Најдовски врз Вебстер. По прегледувањето на ВАР снимката главниот судија Керим досуди пенал за Шкендија. Талевски го одбрани првиот обид на Љатифи, но поради тоа што не беше на гол линијата се повтори пеналот и Талевски уште еднаш одбрани и е еден од хероите во победата на Вардар на овој последен сезонски меч, а Николов стави печат во 81-та минута по асистенција на Јанкулов за конечни 3:0. 12-ти наслов за Вардар по пауза од 6 години. So, we are the champions. Поздрав, почитувани. Почитувани, тука практично се одјавуваме. Благодарам за вниманието.